Далеко надвор од училишните обврски делуваа во 2021 година учениците од Средното општинско училиште Наум Наумовски Борче Крушево. Денеска тие се наши гости. Учениците издвојуваат неколку значајни различни иницијативи, креативни, активни, но и се потврдуваат дека се и коректори на проблемите во локалната заедница. Неуморно, со стартот на 2022 година, под раководство на своите ментори и професори, тие исто така продолжуваат веднаш, со нови идеи, нови иницијативи. Последниот ден од оваа година ќе биде одбележан со организирање на новогодишен базар, а на стартот на новата ќе биде организирана и манифестацијата Дева во чест на новото раѓање. Денеска, рековне, тие се наши гости кои што ќе ни раскажат сите овие нови искуства, за сите вештини кои што ги стекнале и со кои се создаде можност за сопствен развој и промоција на своето училиште. Една од иницијативите во која беа вклучени учениците од Средното општинско училиште Наум Наумовски Борче од Крушево беше соработката со Центарот за граѓанска иницијатива Прилеп. Тука ни е Марија Николовска, ученичка од 4-та година при гимназијата Наум Наумовски Борче Крушево, која ќе ни раскаже за ова искуство. Здраво, Марија! Добар ден! Како сте? Ние тука одлично во студиото, вие ни сте секогаш наши драги гости. Прашањето веднаш да ни раскажеш за што стануваше збор при оваа соработка со Центарот за граѓанска иницијатива. Колку ученици бевте вклучени во дел од овој проект? Зашто беше дискутирано? Што научивте од сето тоа? Така. На почеток сакам да кажам дека ние како ученици сме многу среќни бидејќи во училиштето имаме можности со кои ние учиме како да ги решиме проблемите и како да го крениме всушност нашиот глас. Соработката со Центарот за граѓанска иницијатива веќе е 3 години, нашата школа со граѓанска иницијатива. Првата обука во училиштето со Центарот за граѓанска иницијатива беше ланската година, кога ние на таа обука всушност дознавме како да дојдеме до проблемите и како да изнајдеме нивни решенија. На истата обука креиравме иницијативен тим кој ден денеска работи во училиштето на проекти. Потоа таа обука продолжи како проект во летен младински камп во Охрид, поддржан од Федералната канцеларија за надворешни работи на Германија. Ланска година во Охрид како представник ја имавме Михаела. Таа се врати со проект, напишан проект кој резултираше со донација 3 клупи кои веќе се поставени во училишниот двор и се врежани нашите имиња на тие клупи. Годинава исто така имаше младински камп во Охрид, представници бевме јас и Теодора Димшовска. И камп како камп, некакви импресии не можам да зборувам, бидејќи секој камп за себе си е различен и посебен, но можам да кажам дека за тие 3 дена додека ние бевме во Охрид, мислам дека се вративме 3 години попаметни. На обуката имавме можност да напишеме свој проект, да го буџетираме тој проект и сите тие работи што никогаш досега не се имаме сретнато, а всушност ќе ни требаат. И ние се вративме со резултат, се вративме со донација на LCD телевизор кој ќе се користи за примените во училиштето. Исто така сакам да ги спомнам и ученичките иницијативи на кои работевме годинава. Тие ученички иницијативи се всушност поддржани од Бирото за развој на Република Северна Македонија и тој проект е веќе влезен во програмата за работа на училиштето. Од што се состоеше од 3 подпроекти на кои работеа 30 на ученици, решавајќи проблеми во околината на школото или градот. Имавме голем број на придобивки од тие проекти. Например, дознавме како на демократски начин да ги решиме проблемите, да комуницираме, бидејќи требаше да ги представиме нашите проблеми, нашите решенија до институциите на градот. И со тоа ние научивме како да комуницираме, каде да се обратиме и така натаму. Придобивките дефинитивно никогаш нема да ги заборавиме. На крај само би сакала да кажам, имаме една реченица што имам слушнато негде, вели, младите го движат светот полека со мали промени, но стабилно. Мислам дека ние така го движиме светот со мали промени, но сепак стабилно. Убаво ни раскажа вака во неколку реченици за тоа што се случувало со Центарот за граѓанска иницијатива, кои вештини, кои можности сте ги добиле,
Кажа дека е едно убаво искуство од сите овие активности кои што се одвиваат надвор од училишните редовни обврски. Јас би сакала да те прашам вака како за крај, која е твојата препорака за останатите ученици со оглед на тоа што си ти веќе 4-та година чинам во гимназијата при Средното општинско училиште Наум-Наумовски Борче, нели? Да. Што би им препорачала на учениците во подолните оделенија? Тие треба веќе сега да се вклучуваат во овие активности. Убава ли е таквата дружба? Убави ли се тие сознанија? Убаво ли е човек да научи нешто повеќе од она што е во рамките на редовното учење? Така, би им препорачала само да се вклучуваат секаде каде што ги интересира. Да не го запоставуваат она формално образование кој секој ден го слушаме, но да одат и во неформалното, бидејќи таму се најголемите искуства. Таму најмногу ќе научат за животот, за другарството, па макар и оние вештини што ги добиваме како ние, на пример, со пишувањето на проекти. Радо би му препорачала да се приклучуваат сегде каде што можат и каде што сакаат, каде што би можеле да се надградат, да се покажат. И верувам дека во сите овие активности, Марија, ви помагаат и вашите ментори. Како си ти задоволна од соработката со професорите, колку имате индиректни контакти, средби и можности да да се надоградувате, бидејќи и тие се дел од овие активности, нели? Така да, професорите ни се во секој момент достапни за секакви консултации и сите работи ни помагаат буквално во секој можен момент и многу сме мотивирани од страна на нив, затоа ние работиме вака како што работиме и менуваме нешто. Марија Николска, ти благодарам за овој разговор и верувам ти посакувам многу среќа во новата 2022 година, многу повеќе успеси, многу повеќе активности, многу поубав личен развој и големи можности за промоција на вашето училиште. Благодарам. Фала ви вас. И како што рековме, во континуитет ќе зборуваме и за другите активности поврзани со случувањата и настаните во Средното општинско училиште Наум-Наумовски Борче Крушево. За тоа ни говорат учениците, ни ги раскажуваат своите искуства и сите оние активности кои што ги работеле оваа година, која што веќе ни изминува. Една од активностите на учениците во Средното општинско училиште Наум-Наумовски Борче Крушево е и дебатниот клуб, односно учеството во дебатниот клуб. Теодор Николовски активно е дел од клубот. Здраво, Теодор. Здраво, како сте? Одлично, еве, сметам дека многу ни е драго што млади луѓе вака активно се вклучуваат и се дел од креирањето на општествената заедница. Па, многу ме интересира која е улогата на овој клуб? Како вие работевте оваа година? Прво да започнеме со тоа дека овој клуб е навистина корисен за нас како ученици, бидејќи успеваме да го искажеме својот глас, да не ни е страв да говориме, затоа што тоа е една од најважните работи на нашето знаење. Затоа што ако не можеме убаво да се представиме самите како личности и да не можеме да го представиме нашето знаење, што навистина ни служи воопшто тоа. Дебатниот клуб навистина ни помага нас како учесници да не се плашиме да го искажеме нашето знаење, ни помага да ги развиеме нашите комуникацијски и ораторски способности. И сметам дека тоа е навистина корисно за ние да се развиваме понатаму како личности. Дебатниот клуб оваа година е поддржан од страна на Младинскиот образовен форум од Скопје, кој содржи голем број на активни клубови низ целата земја. И нас навистина ни е голема чест што оваа година ние бевме дел од ова. Колку ученици се вклучени во него? Колку можности пружа дебатниот клуб учениците да ги научат овие ораторски вештини? Во дебатниот клуб можеме да се приклучиме кој било. Не постоеше некоја граница, например, возрастна граница или некоја друга опција. Например, од сите можни смерови, сите сме вклучени. Од прилика би рекол дека активно се вклучени околу 20 на членови. А по чиен менторство работи, се разбира дека, верувам дека професорите помагаат во сето ова? Се разбира дека помагаат, професорите се секогаш тука за нас.
најактивна професорка која ни помогна, која не насочи кон ова Зорица Популазовска. И вака, кои активности ги имавте во оваа 2021 година? Беше се уште пандемија, верувам дека не можевте да учествувате на некои ораторски контакти, не знам, во библиотека и така натаму, но имавте ли некакви своји дебатни излагања во оваа 2021 година? Посетивте ли некој град? Се надпреварувавте ли некаде? Сега се беше затворено всушност. Повеќе сега се фокусираме на теоријата, да се запознаеме соопшто со дебатата, како треба да изгледа таа. И можеме да кажеме дека имаме повеќе онлайн работилници, каде што се запознаваме со што е тоа аргумент, што е тоа теза, како да ја побиеме истата. И сега се надаваме дека следната година ќе одиме на надпревари во Скопје, нормално, каде што ќе се запознаеме со други луѓе и ќе можеме да комуницираме со други. Верувам дека има и дебатни клубови во училиштата во Прилеп и верувам дека ќе разменувате искуства, ќе дебатирате и ќе говорите гласно за промените кои што сакате да ги направите како млади луѓе. Што тебе најмногу ти остави впечаток оваа година во рамките на дебатниот клуб? Не можам да издвојам нешто посебно, наистина се беше одлично. Начинот на кој што се направени предавањата, навистина сите имаме можност да говориме, никој не е уплашен, никој нема некои предрасуди за твоето мислење. Сметам дека тоа е навистина нешто што треба да се воведи во секојдневие. Така да навистина сум задоволен. Која е твојата тема, тема вака, тема која што сакаш ти да дебатираш? Екологија, спорт, култура, поезија, не знам. За што би сакал ти да дебатираш најмногу? Јас лично немам некоја голема преферабилност, но најмногу сакам да зборувам за човековите права, бидејќи тие се најчесто репресирани во нашето општество. Јас се надевам дека ќе се запознаеме и лично и дека ќе ни бидеш дел ти некогаш во нашето студио тука во Радио Пела, ќе ни дебатираш токму за човековите права и верувам дека твоите ораторски вештини ќе ги слушнеме тука и во студиото, не вака преку Skype. Ви посакувам многу среќа на дебатниот клуб и иднава година 2022 година. Ви посакувам да имате многу надпревари, многу успеси и да стекнете многу нови вештини. Ти благодарам што беше дел од овој програмски образовен дел на Средното општинско училиште Наумно Умски Борче од Крушево. Благодарам. Благодарам исто. Пријатно. Верувале или не, и медиумската писменост беше застапена како тема во Средното општинско училиште Наумно Умовски Борче Крушево, доволно актуелна, доволно интересна за учениците. Стефани Пусоска беше дел од овој проект. Здраво за Стефани. Здраво, јас сум Стефани од училиштето Наумно Умовски Борче од Крушево. Ќе зборувам за медиумската писменост. Што е медиумска писменост? Што научи ти од овој проект? Овој проект научивме многу работи и вештини како за медиумската писменост. Темата за медиумската писменост повторно беше актуелна во нашето училиште. Во периодот од 4 до 8 октомври ние учениците бевме дел од опуката на Македонскиот институт за медиуми, кој во текот на 2021 спроведи повеќе вакви активности за повеќе вакви активности за обуки на широки групи за Кој од професорите е ментор во оваа област? Дали едуцирањето за медиумска писменост ви помага во согледувањето и употребата на информациите, кои денеска навистина ги имаме во огромен број? Значи имаме многу информации, ни доаѓаат од различни страни, пред се преку социјалните мрежи. Кој е вашиот ментор? Што научивте? Како се едуциравте? Ментор за оваа обука ни беше исто професорката по македонски Зорица Популазовска. Ние беа организирани 5 онлайн работилници на кои ние учествувавме. Тие представуваа модули и научивме многу
корисни работи, како да стекнеме критичко размислување, ни помогнаа да се стекнеме со вештини за медиумската писменост, дознавме нешто повеќе за визуелната писменост. Например, еве ќе го спомнам моделот за медиумите и различностите, каде дознавме многу битни работи, научивме дека медиумите го формираат нашето разбирање за различните групи, ги обработивме темите за предрасудите, за стереотипите и слично. Ќе го спомнаме модулот за онлайн безбедност, кој ни беше од големо значење. На ова работилница научивме какво е значењето на приватност, какво е значењето на нашата приватност на социјалните мрежи, како да се заштитиме, како да ги користиме новите технологии за да се заштитиме на социјалните мрежи на интернет, дека е многу од голема важност и корисно да знаеме да се заштитиме, да ги заштитиме нашите лични податоци, матичниот број, како например бројот на банкарската сметка, адресите, лозинките и слично. Учеството на овие работилници ни помогна да се стекнеме со многу вештини и знаења за медиумската писменост. А и верувам да ги препознавате и информациите и содржините кои што се пласираат. Верувам дека треба да сте научиле и за тоа како да ги согледувате фактите, да ги проверувате фотографиите и се разбира да се заштитувате од сите несакани информации кои што можат да делуваат врз вас како млади луѓе. Да, ние на овие работилници навистина медиумски се описменивме, стекнавме добри вештини и знаења, како да препознаваме лажна вест, да ги препознаваме, да ги бараме изворите на вестите, да знаеме која е точна, а која не. Дали ти некогаш си напишала некаква информација? Верувам да, ако не друго на Facebook страната, нели? На твојата Facebook фан страна. Сите сме напишале. Така. Дали си била некогаш во медиум? Не. Дали си била во медиум? Не. Не. Јас се надевам дека ќе не посетиш како Радио Пела, ќе видиш како работат медиумите и ќе верувам дека вашата група ќе стекне и дополнителни знаења поврзани со медиумот и медиумската писменост. Стефани, јас ти благодарам што беше дел од овој разговор и исто и тебе. Ти посакувам навистина многу повеќе да бидеш дел од она што го работат во Средното општинско училиште Наум Наумовски Борче во креирањето и избогатувањето на развојот на своите ученици. Навистина ми е драго што учествуваше во овој дел од разговорот. Се надевам дека многу луѓе, млади луѓе ќе научат за медиумската писменост со цел себе си да се заштитат од несакани информации. Дали проектот продолжува идната година? Да, продолжува проектот. Активно да се работи. Така. Уште да прашам, колку ученици се вклучени во овој проект, колку се запознаја со медиумската писменост, имавте ли некаква бројка? Од околу 20 ученици беа вклучени во овој проект оваа година. Стефани, уште наш благодарам што беше во програмата на Радио Пела. Ти посакувам се најдобро во 2022 година. Благодарам и вас. И како за крај на оваа година, уште еден интересен проект или уште една интересна активност во организација на учениците од Средното општинско училиште Наум Наумовски Борче, што несомнено не треба да се пропушти. Во рамките на активностите, имено на крајот на оваа година ќе биде организиран интересен новогодишен продажен базар. Во рамките на оваа активност вклучена е Зоја Кардула. Здраво, Зоја!
Ајде раскажи нешто повеќе за оваа активност на учениците од Средното општинско училиште Наум Наумовски Борче. Колку сте вклучени? Како е планиран базарот? Каде ќе биде поставен? Од колку часот? Прво сакам да започнам со мотото на овој базар, а тоа е подари од срце. Сакам да напоменам дека ова е една воннаставна активност во која се вклучени сите ученици од нашето училиште, заедно со нивните родители и со поддршката од градската заедница. Овој настан се организира на таков начин што една недела пред самиот настан сите ученици во нашето училиште се известуваат дека ќе се одржува и сите носат некои предмети, облека или некои други работи кои веќе не им се потребни. Со тоа што овие предмети кои ќе се донесат тука, главните за овој настан, ги пакуваат и потоа на денот на самиот настан ги носат во паркот или во градскиот парк на градот Крушево. Исто така на овој настан, освен тоа што имаме предмети, има секако музика, има голема забава и дружба помеѓу нели секој ученик. Исто така сакам да напоменам дека овој настан нема профитабилен карактер, туку сето се подарува од срцето нели на секој ученик и секој граѓанин. Кога е планиран базарот? Таа информација ја испуштивне. И од колку часот ќе има можност луѓето да го посетат базарот? Овој базар се организира на 31 декември и е со почеток во 12 часот, каде што ќе ве пречекаат Дедо Мразица и Баба Мраз. Дедо Мраз и Баба Мразица, секако тоа се ученици од нашето училиште. Да, па добро, забавно е. Ќе има и Дедо Мраз и Баба Мразица, ученици преправени во, се разбира, со костими од овие два ликови кои што го красат новогодишниот базар. Рековме од 12 часот ќе почне, базарот ќе биде поставен во вашиот прекрасен парк во училиштето, нели? Во градскиот парк, не во училиште. Во градскиот парк. Добро, за да можат тука да присуствуваат и граѓаните кои што сакаат да купат предмети. Нешто ти реков дека базарот е овој пат некако необичен и е впечатлив, јас би рекла и малку и еколошки, затоа што вие ќе ги отстраните оние работи кои што не ги носите дома, поврзани со облека и обувки, предпоставувам, и предмети кои што едноставно не сакате повеќе да бидат во вашите домови. Потоа тие ќе бидат на продажба, нели? Сакам да кажам дека тие не се на продажба. Базарот нема продажен карактер, туку ќе бидат подарувани? Па да. Одлично. Јас мислев дека ќе би има продажен карактер, па средствата за нешто ќе бидат донирани, значи крајно хумано и во интерес на екологијата, значи на некој начин би го рециклирале она кое што не би останало во ѓубриште, во смет, туку едноставно некој би можел да го користи, нели? Во секој случај, кажете дека може да учествуваат сите во однос на дарувањето или носењето на предмети. Вашата улога е да ги спакувате, нели? Да ги спакуваме овие предмети, нели? Сите работи кои се донесени, за да бидат спакувани, потоа тој што сака да ги земе, да бидат како нови на еден начин и да ги користи. Зоја, кажи ни, например, кои предмети може да се носат? Кажавме, да, стари предмети, но верувам дека тие треба да бидат чисти, треба да бидат пеглани, треба да бидат уредни, да не биде тоа нешто што е стварно неупотребливо. Кои предмети треба да очекуваме да ги носат учениците за да може да се соберат што повеќе предмети? Најчесто сакам да кажам дека учениците носат облека која веќе не е точни, не ја користат, или пак некои предмети како што се пример играчките. Играчките како за малите деца нели тие ги користат, а ние знаеме дека веќе не користиме такви предмети и не обично ги носат, но најголем дел сам дека е облеката од предметите кои ја носиме и секако нели таа треба да биде во добра состојба и да може да се користи. Дали на базарот може да учествуваат крушевчани или се поканети сите од овој пелагонски регион? Сите се поканети, не само крушевчани. Така. Значи, сите се добре дојдени да го посетат Крушево на 31-ви, 12 часот. Тезгите ќе бидат поставени, учениците ќе бидат тие што ќе ги понудуваат предметите и се разбира секој добронамерник кој што сака нешто да земи, убаво е да си земи. Можеме ли да земиме повеќе парчиња или е едно за една личност? Како е планот? Треба. Да бидеме колегијални и хумани, нели?
сепак Напред. да оставиме и за другите. Зоја, благодарам уште еднаш за оваа покана и за оваа интересна иницијатива од страна на учениците од Средното општинско училиште Наум Наумовски Борче. Верувам дека новогодишниот базар вака интересен, велам не само можност да се понудат предмети, туку и да се исчистат, односно да не се фрлаат предметите во канта или во смет, туку едноставно да послужат за некому кој што навистина ќе им биде добре дојден. Многу убава иницијатива. Браво за младелачкиот дух и за идејата која што ја имавте. Еве, останува да ги поканиме сите луѓе од Пелагонискиот регион кои што сакаат да дојдат на новогодишниот базар, да го посетат Крушево, ќе уживаат и ќе имаат можност да земат од некој од предметите кои што ќе бидат изложени на базарот. Благодарам уште еднаш за оваа информација. Ете така, тековната година ќе заврши со новогодишниот пазар, кој што има хуманитарен карактер во организација на учениците од Средното општинско училиште Наум Наумовски Борче Крушево, креативни, хумани и активни, а новата година ќе започне со традицијата вековна и празнична. Имено Крушево е единствениот град во Македонија каде што за празникот Коледе не се палат традиционалните коледарски огнови, но само во Крушево и во Витлеем се празнува празникот Дева, што означува најавување на раѓањето Христово. Иницијативата за обновување на традицијата и организирање на манифестацијата Дева во чест на новото раѓање и славење на празникот според старите обичаи ја имаат наставниците и учениците од Средното општинско училиште Наум Наумовски Борче. За тоа ќе ни говорат Сотир и Сара Марковски, ученици при Средното општинско училиште Наум Наумовски Борче, ќе ни раскажат за манифестацијата. Најпрве ни имаме Сара. Здраво за Сара. Здраво. Ајде да слушнеме да ни раскажете нешто повеќе за оваа манифестација. Какви се подготовките за Дева во чест на новото раѓање? Кажете ни како ни се одвиваат. Предпоставувам дека веќе вие започнавте со тие подготовки на манифестацијата. Па вака, манифестацијата Дева ни се одржува во градскиот парк во Крушево на 5 јануари. Всушност се однесува на новото раѓање. Исто така, оваа манифестација е многу значајна за нас и дефинитивно учениците се многу трудолюбиви кога станува збор за оваа манифестација и тоа значи дека ни е станата традиција манифестацијата, затоа што веќе имаме 9 години, ова е нашата 9-та година. Исто така имаме спремено со сценографија која се состои колибата, ја представува пештерата Нели, каде што Христос се роди. Имаме два огна пред колибата кои символизираат тројцата мудреци и овчарите кои Нели според приказната, тие први ја виделе звездата на Витлеем, што значи символизирањето на Синот Божи. Потоа во делот од програмата исто имаме музички дел, каде што хорот од училиштето Наум Наумовски Борче е вклучен и активен. Во хорот исто така учествува училишниот бенд, членови од училишниот бенд, кои веќе училишниот бенд работи цела една година активно. Членовите од хорот на себе носат бели наметки кои всушност представуваат чистост и светост. Исто така имаме еден ученик кој чита извадоци од Библијата, кои всушност нели ја доловуваат суштината на празникот Дева. Исто така, според традицијата, имаме ученици кои изработуваат своја звезда и одат
во домовите на крушевчани. И ја пеат песната Дева днес. Затоа тие добиваат парична награда и таа парична награда, купната сума се дава на новороденчиња кои се родени во периодот помеѓу двата бадника. Исто така, кутијата за донации стои пред колибата, така што колку што стои колибата од 31 декември до 5 јануари, кутијата отворена за сите туристи, крушевчани кои можат да стават некаква парична награда, не можам да наречам дека се тие чисто донации. Потоа би рекла како за крај дека оваа манифестација дефинитивно Крушево го отвара за многу поголеми понуди за туристите. Значи вака, млади момци заедно со Витлеемската звезда, таа треба да биде црвена, нели? Шестокрака и со песната Дева не шетаат по крушевските куќи и така на домајкините му го неуваат раѓањето Христово, нели? Да. А тоа се сето ученици од Средното општинско училиште Наум Наумовски Борче, по кој што вие се подготвувате речиси цела година. Да. Јас верувам дека многу туристи ќе дојдат да ја видат оваа единствена традиција која што рековне се одржува само во Крушево и во Витлеем. Идејата оваа година е 9-ти пат, како што рече и ти, нели? Да. Што е она што на 5 јануари може да видат како посебно одбележување, оние кои што ќе го посетат Крушево? Како ќе почне денот, како завршува или за тоа ќе ни раскаже Сотир? Па Сотир е задолжен за сето тоа, како што кажав јас, имаме програмата, имаме сценографијата и во тој дел од манифестацијата туристите можат да го проследат. Уште да прашам зара кога почнува нештото на 5 јануари? Во колку часот сето тоа треба да почне? Започнува. Во 18 часот. 18 часот. Да слушнеме, да го слушнеме Сотир, што е значењето на оваа традиција? Обичајот Дева, велат крушевчани, е стар илјадници години, но благодарение на младите возобновен и денес представува вистинска гордост на крушевчани. Ќе се одржи по 9-ти пат. Сотир, ајде раскажи ни ти нешто за оваа традиција. Како и се ќе се одвива во Крушево на Коледе на 5 јануари? Што е оваа традиција? Што значи? Како прво да започнем, голем поздрав до сите слушатели на Радио Пела. Значи, празникот Дева за крушевчани е еден уникат, бидејќи овој празник се празнува само тука, во Крушево и во градот Витлеем во Израел. Значи, со овој празник едноставно започнува прославувањето на рождеството Христово, односно на Божик. Значи, Дева, едноставно зборот Дева значи е звездата која се појавила на небото од исток, кога се родил Господ Исус Христос, значи пред да се родил Господ Исус Христос. А по таа звезда тргнале мудреците од исток, добро, мислам популаризирани, се надевам сите ги знаат. Трите мудреци од исток, така наречени звездочапци, така се наречени во Светото писмо. Тие значи тргнале по таа звезда, а предходно значи во Стариот Завет, старозаветниот пророк Исаија навестил, односно предскажал дека на овој свет ќе дојде Месијата, поточно Господ Исус Христос. Потоа, значи, после тоа, значи, овие звездочапци тргнале по таа звезда, бидејќи тие знаеле дека некој ден ќе се роди Месијата, а звездата, значи, која се правила на небото не била вообичаена, бидејќи таа била едноставно повеќе светела од другите звезди, била многу повеќе светела едноставно,
не била вообичаена. Тие тргнале по таа звезда и таа звезда по Божја промисла директно ги однела овие мудреци директно во градот Ерусалим, каде што овие мудреци отишле кај римскиот цар, отишле да го прашаат зошто ништо не им кажал за тоа дека ќе се роди царот јудејски, односно царот јудејски е Господ Исус Христос. Но кога отишле кај римскиот цар, тројцата мудреци, римскиот цар им рекол да појдат и да го најдат местото каде што се родил царот јудејски и за да појде и тој да се поклони на него, но тој тоа го кажал со лукавство, бидејќи едноставно тој сакал да го убие Господ Исус Христос. Потоа, значи, овие тројца мудреци излегле од кај римскиот цар и по Божја промисла звездата повторно почнала да ги следи нив. Ги однела директно во Витлеем, каде што застанала директно над пештерата каде што се родил самиот Господ Бог, Исус Христос, Синот Божји. Тогаш, значи, овие тројца мудреци влегле во пештерата и му принеле на царот јудејски злато, ливан и смирна. Едноставно му го принеле оној дар на кого треба, значи, како да му се дарува како на цар или како на Бог. Значи, после тоа, овие тројца мудреци не се вратиле назад кај римскиот цар да му кажат каде се наоѓа царот јудејски, бидејќи тој сакал да убие, едноставно тие се вратили назад. Овој обичај кај нас во Крушево, едноставно шетањето со звездата, уште одамнина, значи многу одамна е донесен тука во Крушево. Едноставно старите печалбари крушевчани кои оделе во Русија, таму го виделе овој обичај и го пренесле, значи, тука во Крушево. Овој празник, значи, се празнува во предвечерието на Бадник, кога мажи, христијани, значи верници, одат, значи, во црква и земат благослов од духовните отци и со благослов, значи, шетаат по крушевските куќи, пејќи црковната песна Дева днес, пресуштествена го раждае. Тоа е контактот на рождеството Христово. И тие шетат едноставно по крушевските куќи, а домаќините треба да излезат од своите домови, да ги даруваат, бидејќи тоа едноставно кога ќе се дојде звездата на врата, тоа да се знае дека е тоа благодат Божји. Кога станува збор, значи, овој обичај, денеска овој обичај е облечен во едно ново руво од учениците од Средното општинско училиште на Миловски Борче, тука од Крушево, значи нашите ученици, мои соученици. И затоа, значи, овој настан е насловен како значи, дева во чест на новото раѓање. Значи, дева во чест на новото раѓање, бидејќи средствата што ќе се соберат од овој настан се даваат како подарок на првото новородено дете, значи во Крушево, првото новородено дете во Крушево што ќе се роди помеѓу два банника, значи помеѓу овој банник во 2022 и банник во 2023 година. Така што звездата што шетат од Средното општинско училиште на Миловски Борче ја изработуваат учениците наши, така, значи, се собираат средства и му се подаруваат на првото новородено дете за здравје, мир и благосостојба на тоа дете и се разбира сретни божитни празници. Сотир, ти благодарам за ова вака исцрпно излагање за тоа како се одвива традицијата дева во чест на новото раѓање, односно како се одвива целата манифестација, која е нејзиното значење, која е традицијата, но најмногу ме радува што младите ја покренале оваа иницијатива и што младите ја одржуваат и ја негуваат. Ви посакувам да имате убава, пријатна, мирна
коледарска вечер, односно благата вест да дојде до во сите домови и навистина за престојниот Божик да уживате во едно зимско крушево. Обичајот дева да продолжат да го негуваат и понатаму учениците од Средното општинско училиште Наум Наумовски Борче, бидејќи представува една уникатна манифестација со која што се одбележува крушево на самиот старт на секоја нова или наредна година. Ви посакувам успешна учебна 2022 година, уште многу училишни активности, нови едукации за учениците, нови можности за собствен развој на сите ученици, млади луѓе во Крушево, екипата на Радио Пела и на сите наставници, професори и ученици ви ја честита новата година и ви посакува среќен Божик. Ви благодарам што бевте дел од нашата емисија. Сакам уште нешто само да додадам. Ви благодарам и на вас што одвоивте толку многу време од вашето, да речем, драгоцено време, бидејќи радиото е нешто драгоцено, така што се надам дека луѓето од Пелагонија ќе дојдат во Крушево на 5 јануари да го прославиме заедно роđenјето Христово. А ние ќе пуштиме дел од видеото од претходните честувања на дева во чест на новото раѓање и така ќе го завршиме овој разговор. Благодарам уште еднаш. Дева, дева днес, пресуштествена го раждајет, и земја вертип неприступно му принесит. Девојка денес го раѓа превечниот Бог, и земјата пештера му пренесува на непристапниот. Ангели, ангели со спастири и славославјат, волсвиже, волсвиже со звездују, путешествују, назбо ради, родисја од троча, младо превечни Бог, превечни Бог. Ангелите со спастирите славослават, а мудреците со звездата патуваат, зашто заради нас се роди детенце младо, превечниот Бог. Дева е еден од најзначајните празници и обичаи за Крушево и крушевчани, бидејќи на уникатен начин ги представува културата и традицијата на градот. Она што е важно да се знае е дека само во Крушево и во Витлеем се празнува овој празник, односно најавувањето на раѓањето Христово. Младите момци заедно со Витлеемската ѕвезда, тоа е црвената ѕвезда, шестокрака и со песната Дева Деване, шетаат по крушевските куќи и така на домаќините им го најавуваат раѓањето Христово. Учениците од Средното општинско училиште Наум Наумовски Борче ја увидоа потребата од овој настан и пред 6 години го почнаа проектот Дева во чест на новото раѓање. Легендата вели дека кога Исус се родил во Витлеем, на небото се појавила ѕвезда. Мудреците од истокот ја следеле таа ѕвезда и кога дошле да му се поклонат на Синот Божи, му принесле злато, ливан и смирна. Тие ги следеле пророштвата и знаеле дека ќе се роди Синот Божи, кој ќе дојде на земјата на начин што ќе земе човечката природа на себе и ќе ја обожи, со што ќе даде пример дека сите ние треба да ги следиме и исполнуваме Божите заповеди. На таков начин му било кажано на човекот дека може да се спаси и да живее вечен живот. Дева е еден од заштитните знаци на Крушево, манифестација која представува уникатно обележје на традицијата и културата. Празник кој зборува за гостопримството и позитивниот дух на крушевчани. Дева, дева днес, пресуштествена го раждајет, и земја вертип неприступно му принесит. Ангели, ангели со спастири и славославјат, волсвиже, волсвиже
со звездоју, путешествоју, назбо ради, радисја отроча, младо превјечни Бог, превјечни Бог. Девојка денес го раѓа превечниот Бог. И земјата пештера му принесува на непристапниот. Ангелите со пастирите славослават, а мудреците со звездата патуваат, зашто заради нас се роди детенце младо, превечниот Бог. За многу години.